борат што е право и политичките елити ни се, тоа се луѓе кои главно имаат најголем дел од нив релативно слаби познавања за култура, имаат Мики Маус познавања за историја, дури ја што не сум историчар, верувам дека за најдобар дел од нив би можел да им држам предавање. Така што, знаеш како во политика се оди за друг тип на кариери, не само оваа влада, претходни влади и така натаму ќе бидеш луѓе со релативно скромни културни потреби. А министрите за култура не памтам дека сме имале некакви впечатливи со влади наназад, вклучувајќи и овој денешниот. Главните расправи се за платите и за дневниците и дали ќе се покачат и дали се исплатат. Од друга страна располага со буџет во кој што маневарскиот простор за какви било инвестиции која ќе исклучиш пензии, огромна дупка во пензискиот фонд, која ќе исклучиш здравство, огромна дупка во здравствениот фонд и која ќе исклучиш плати на администрација, ти остануваат неколку стотици милиони евра за се друго. Значи за инвестиции, за ова, за она, со неколку стотици милиони евра не сум сигурен дека можеш да видиш каква било и осмислена политика и кога се зимаат пари за да се задолжуваме, тоа се стално овие големи проекти кои што само што не се направени и никош не се направени, нели? Ја мислам дека ова Чебрен и Галиште се збори едно 40 години. Така што Борја, немаме ние сега можност ни општествена ни во секоја смисла